34 од Законот за локалната самоуправа, сакам да ги потврдам членовите на Советот дека се должни да го информираат Советот за прашањата кои се на дневен ред, а ако некој член на Советот има финансиски или друг интерес, дека не може да учествува во процесот на одлучување. Ви информирам дека до почетокот на седмицата никој до мене не достави известување дека има конфликт на интереси согласно член 44 од Законот, освен на Борче Корбески. Дозволете ми да го поздравам присуството на сите гости и представниците на средствата за јавно информирање. Почитувани членови на Советот, за денешната седница предложени следниот дневен ред. Одлука за давање согласност на договорот за уредување на капиталната и управувачката структура на ракометниот клуб Еврофарм работник АД Битола и ракометниот клуб Пелистер АД Битола. Дали има предлог за измени и допълнување на предложениот дневен ред? Доколку нема, кој е за предложениот дневен ред, молам да крене рака. Едногласно констатирам дека дневниот ред е усвоен. Минуваме на првата точка од дневниот ред, одлука за давање согласност на договорот за уредување на капиталната и управувачката структура на ракометниот клуб Еврофарм работник АД Битола и ракометниот клуб Пелистер АД Битола. Истиот договор се гледаше на Комисијата за финансирање и буџет, известителот на комисијата. Ви благодарам, председатели. Комисијата за финансии и буџет на Советот на општина Битола одржа седница на 9.10.2019 година, на која разгледа одлуката за давање согласност на договорот за уредување на капиталната и управувачка структура на ракометниот клуб Еврофарм работник АД Битола и РК Пелистер АД Битола. По разгледување на материјалите по точката од дневниот ред, Комисијата за финансии и буџет на членовите на Советот им го поднесува следниот извештај. Материјалот по точката од дневниот ред по дискусијата, Комисијата го гласаше со 3 гласови за и 1 глас воздржан. Благодарам. Почитувани присутни, морав да станам, бидејќи вчера имавме комисија на која како координатор на советничка група, како член на комисија и како советник, побарав обезбедување на дополнителни документи, односно побарав обезбедување на картици на кои ќе видиме во моментот колкав е долгот, односно обврските на ракометниот клуб Пелистер од Битола. Кога го побарав ова, ми кажа дека такво нешто не може да добијам и дека тоа е веќе средено и дека не постојат долгови, барем од она што го разбрав од колегите на комисијата. Откако тоа го добив како одговор, прашав зошто тогаш во член 4 во договорот помеѓу ракометниот клуб Пелистер и ракометниот клуб Еврофарм пишува вака: доколку во иднина се појават други непријавени обврски на РК Пелистер, кои се со датум од предкупувањето на акциите во РК Еврофарм од страна на РК Еврофарм работник и кои не биле предмет на сметководствено усогласување, подмирувањето на тие обврски по сите основи ќе ги превземе општина Битола. Сметам дека како совет и како советници во овој момент треба да знаеме кои се тие непредвидени обврски по сите основи кои би можеле да се појават. Зошто ова го прашува? Доколку РК Пелистер имал свое сметководство, книговодство, архива, јас сум сигурна дека во овој момент ние мора и може да знаеме дали има долгови и кон кого се тие долгови. На претходната седница слушнавме од председателот на Совет дека се работи за некои станови, дека се работи за објекти кои припаѓале на СИЗОТ. Сакам да знаеме како советници во овој момент што се случува со тие станови, каде се, кој ги користи, дали некој живее во нив, не живее, дали некој ги продал, не ги продал. Исто така добив одговор дека во РК Пелистер
за 2015, 16 и 17 година не постоело архива, не постоело книговодство и сметководство, дури не постоела ни завршна сметка. Еве денес сакам да прашам, бидејќи во 2017 тогашната, сегашна актуелна власт доби поддршка за ракометот, ме интересира како сме инвестирале ние како општина 250.000 евра, ако сме знаеле дека нема сметководство, архива и завршни сметки. Исто така, сакам да прашам зошто не ни е доставен, ни кажа дека е направена ревизија, зошто не можеме да го видиме ревизорскиот извештај на ракометниот клуб Пелестер. Сметам дека во овој момент има многу неразјаснети работи и сметам дека оваа одлука денес, значи не го коментирам ракометниот клуб Еврофарм работник, бидејќи тој си е приватен клуб и си е успешен, го коментирам ракометниот клуб Пелестер. Ние денес носиме одлука која можеби по година, 2, 3 или неколку месеци може да ја кошта општината 100.000, пример 100.000 евра. Зошто денес да не знаеме кои се тие долгови кои ги има ракометниот клуб Пелестер? Еве предлагам, нека има пауза, да ги добиеме информациите, да ги разгледаме и потоа можеме сите заедно едногласно да ја поддржиме одлуката. Иако, морам да нагласам, не знам денес зошто ние носиме одлука, бидејќи ние ја одвластивме Наташа Петровска, исто како таа е овластена од Советот и можеше сама да склучи, да го потпиши договорот, меѓутоа очигледно некој сака да се амнестира од обврската, да се зацкрие зад Советот и советниците и ние да бидеме тие кои ќе ја донесат денес одлуката. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг да заврши? Менди не иска. Благодарам председателя, почитувани колеги, почитувани гости, почитувани медиуми. Денес имаме водена седница на Совет во која според мене носим историска одлука за нашиот град. Зошто зборам историска одлука? Бидејќи ракометниот клуб Пелестер, брендот Пелестер, познат им и на старите југословенски простори, а познат и низ цела Европа, конечно ќе заживее. Тема на дискусија во изминатиот период, во изминатите години, кога станувало темата спорт, секогаш тука се говорело за нашиот ракометен бренд. Навистина, локалната самоуправа која моментално го води нашиот град и менеджерскиот тим кој го водеше ракометниот клуб, направи се најпрви да го извлече долговите во кои го затекна истите. После излекувањето од долговите започна негово осовременување во делот на кадрите кои работат во истиот клуб, а сега сме пред историска одлука како ракометниот бренд Пелестер ќе добие дополнително спојување со ракометниот клуб на Еврофарм и со тоа во Битола ќе се создаде ракометниот джин. Ракометниот джин Еврофарм Пелестер, кој сите ние ќе бидеме горди. Ќе бидеме горди пред се затоа што го враќаме сјајот на ракометот во Битола, ја враќаме историјата во нашиот град, ги враќаме убавите спомени и ги враќаме убавите моменти. Во оваа платформа која носиме денес, јасно и прецизно се предвидени сите обврски кои ги превзема општина Битола во наредниот период, односно во наредните 5 години. Во оваа платформа која носиме денес, јасно и прецизно се прецизирани сите обврски кои ги превзема сегашниот ракометен клуб Еврофарм при спојувањето и ви уверувам и ви убедувам дека со носењето на оваа платформа во Битола се враќа стариот сај на ракометот и ракометниот джин Пелестер Еврофарм ќе биде оној со кој ние ќе се гордееме. Морам тука да напоменам, бидејќи носиме, даваме одредени буджетски средства во овој клуб како општина, дека тие пари ќе бидат наменети за развој на младинските категории и за развој на занимирање на што поголем број на наши млади сограѓани да станат дел
од овој спорт. Ракометната игра е спорт број 1 во нашата република, а сега полека со оваа одлука која носиме денес станува и спорт број 1 во нашиот град. Ви верувам сите и убедувам дека правиме голема работа, испишуваме историја во нашиот град, за која јас сум среќен. Колеги, ви верувам и ви убедувам дека треба да гласате позитивно, затоа што Европски пелистер е на вратите во Битола. Ви благодарам. Дали некој друг да разложи? Габриела Илиевска. Почитуван колега, еве јас ви верувам дека е така и ви верувам дека се правите за да се создаде џин во Битола. Ви верувам дека сакате да го вратите ракометот во градот и затоа, еве и вие мене треба малку да ми верувате дека јас тоа го сакам, па затоа, ајде заедно да ги утврдиме во овој момент колкави се обврските на ракометниот клуб Пелистер и сите заедно, или ако ги нема да ги утврдиме дека ги нема, или пак, ајде заедно да одлучиме дека овој дел од договорот, каде пишува дека сите непредвидени обврски кои ќе се јават, ќе ги плати општина Битола, да го повлечиме од договорот. Во тој момент ќе имате од нас целосна поддршка и секако дека сите овде сме заедно за да го вратиме ракометот во градот. Меѓутоа, она што треба денес да ни е јасно е дека битолчани заслужуваат кој, како и на каков начин ги трошел парите во врска со ракометот. И пред 10 години, и пред 5 години, и пред 2 години. Дали тие пари се трошени наменски, дали постојат долгови, дали некој ќе сноси било каква одговорност и дали општина Битола по 1, 2, 3 или 5 години нема да доживее да биде блокирана од нечии претходни доверители во ракометниот клуб Пелистер. Од мене ќе имате поддршка доколку во овој момент ги добиеме сите овие потребни документи. Ви благодарам. Почитувани присутни, само две работи ќе ги кажам од говорница. Нема да зборувам за деталите, бидејќи мислам дека познати се на јавноста. Ги зборувавме два пати, мислам, на совет, ова е веќе трет пат, она што го зборувавме претходните пати се потврдува со овој договор. Првата работа дека сакаме да рачистам дилема, која е наметна и колешката Габриела вчера на комисијата, исто сега од седницата на совет, без само како објаснување, да ги утврдиме непредвидените или непријавените обврски. Таква работа ниту постои, ниту може некој да ја направи. Она што не е познато, не можеме да го утврдиме и не можеме да го имаме како документ. И втората работа, исто морам да ве потврдам дека ние имавме наши финансиски извештаи од ракометниот клуб кои ги носевме за предходната година на совет. И втората работа би сакал да ја прочитам одлуката која би ја донесле денес како прифаќање на овој договор и како предлог по која би требало да се изјасни овој совет. Значи, според член 1, со оваа одлука Советот на општина Битола го прифаќа договорот за уредување на капиталната и управувачката структура на РК Еврофарм работник АД Битола и РК Пелистер Битола и се овластува градоначалникот на општина Битола истиот да го потпише. Односно, писмено ќе биде известен од страна на РК Еврофарм работник и РК Пелистер Битола дека имаат меѓусебно постигнато сметководствено усогласување на двата клуба. Член 2 се задолжува председателот на совет по потпишувањето на договорот да ја започне формално правната постапка согласно позитивните законски прописи за негова целосна реализација за купопродажба на акции, постапка за евидентирање во Централниот депозитар на Република Северна Македонија, постапка за промена на називот на двата клуба и се друго што произлегува од договорот до негова конечна реализација.
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во службен гласник на општина Битола. Тоа е одлуката која денес би требало како совет и е предлог би требало да ја донесеме. Благодарам. Благодарам, председателе. Почитувани колеги советници. Сите вие што присуствувавте во текот на вчерашниот ден на седницата на комисијата, за прв пат слушнавме дека во мај месец е нарачана ревизија од Петровска за работењето и функционирањето на ракометниот клуб Пелистер во изминативе 2 години, откако Петровска е предводник на локалната власт. И јас се прашувам и сами од себе, еве и по широката битолска јавност, и вас ве прашувам, зошто таа ревизија, тој извештај ревизорски, зошто не е доставен до никој од нас? Нели цело време се повикувавте на транспарентност во работата? Или работите кои ви одговара ги објавувате во јавност, работите кои не ви одговара не ги објавувате во јавност? Вие денес ќе гласате за. Кажете ми, било кој од вас нека каже, колкави се обврските во овој момент кој ги превзема општина Битола, покрај оние 15 милиони денари кои треба да ги исплати за оваа надпреварувачка сезона и за наредните 4. Колкави се обврските до овој момент, направени во изминативе 2 години. Сигурно тоа стои во ревизорскиот извештај. Можеби па затоа не можеме да го видиме. Зборувате ќе пишете историја, па пишувавте историја овие 2 години. Со двојно поголем буџет, ракометниот клуб Пелистер стигна да биде клуб за испаѓање, клуб за подбив. Почнавме да губиме од вторите екипи. Од вторите екипи почнавме да губиме. Двојно поголем буџет, финансиран од пари на граѓаните. Никој од вас не најде начин да му објасни на граѓаните што се случуваше овие 2 години на нас. Што се однесува на договорот. Во член 5 стои дека општина Битола, почнувајќи од надпреварувачката сезона 2019-2020, во наредните 5 надпреварувачки сезони, ќе обезбедува 15 милиони денари по надпреварувачка сезона, доколку Еврофарм работник игра во Европски надпреварување и Сеха лига за финансирање на двата клуба. Општината при обезбедувањето на средства ги има на располагање 25% од сите ресурси и можности на клубовите и РК Еврофарм работник преку своите спонзори, донатори да обезбедува најмалку 45 милиони денари годишно за финансирање на двата клуба. Значи овде не е допрецизирано дека покрај тие 15 милиони денари кои ќе ги добива од општина Битола, значи не е допрецизирано дека средствата што ќе ги добива, а најверојатно ќе добива и од други јавни предпријатија, кои исто така се пари на граѓаните, ќе влезат во овие 45 милиони денари. Значи не станува збор за 15 милиони денари само од општина Битола. Значи ако добро ги имаме сите суми во предвид ги земеме, и користењето на спортската сала, и овие 15 милиони денари, и дополнителни средства кои ќе стигат од јавните предпријатија, и ваучерот еве ова година е 100.000 евра. Значи ќе дојдеме до сума сигурно помеѓу 400 и 500.000 евра, или еве нека биде грубо околу 400.000 евра. 5 години 2 милиони евра. 2 милиони евра пари на граѓаните и никој не му гарантира на битолчани, со овој договор, дека тука ќе гледат европски раком. Сите знаеме, сите сме свесни, и тие што се помалку упатени, и тие што се повеќе упатени, дека следи заострување на критериумите на ЕХФ за одигрување на надпревари од ваков ранг. Кој му гарантира на битолчани дека ќе се инвестира во инфраструктура потребна за да се задоволат критериумите,
со цел битолчани, битолската публика да гледат тука надпревари од европски ранг. Тогаш зошто сите овие пари на битолчани, ќе одат во Еврофарм, кога никој не му гарантира дека надпревари од рангот на Лига на шампиони, сека лига, дека ќе се играат тука. А се знае, без потребна инфраструктура не можеме да размислуваме за развој. Не само на ракометот како спорт. За било кој спорт. Јасно ви е на сите. Не треба да сме експерти од областа на спортот за да ја знаеме ова работа. И сето ова на крајот наликува дека 2 години не успеавте ништо да направите, и сега единствениот начин да некако го поправите тој дојам во јавноста е да се залепите на успешната приказна на Еврофарм, која што тоа припојување ќе го направите пак со пари на граѓаните, и од друга страна, како што реков, никој не му гарантира докрај на битолчани дека тие тука ќе гледат во наредните 5 години надпревари од европски ранг. Ви благодарам. Ви благодарам, председателе, почитувани колеги советници, почитувана јавност. Сакам и од моје име, како председател на Комисијата за спорт, да се заблагодарам на сите оние кои што се вложија во сета активност за ракометниот клуб Пелистер да отпочне една нова страница во својот развиток од неговата богата историја. Денес, почитувани колеги советници и почитувана јавност, за жал, еве и при последниот говор од опозицијата не слушнавме нити еден аргумент, нити пак еден предлог за како ракометниот клуб Пелистер да биде подобар, како ракометниот клуб Пелистер да функционира подобро, како спортската јавност и останатите спортски клубови да функционираат подобро. Ги слушнав истите фрази кога разговаравме за спортска битола, дека ќе учествува и ќе биде град од европски надпреварувања. Тоа слушавме дека и сега ќе се заоструваат правила, ќе треба да се градат нови трибини во спортската сала Младост, па не знам, не била пријавена спортската сала во европските надпреварувања, за сепак времето да ги демантира. И повторно да не слушниме ништо од нив. Меѓутоа не слушнавме ни 12 години, на жал, продолжуваат и така. Но тоа е за нив. И тие слободно можат да ги терат тие работи. Почитувана јавност, Пелистер и ракометниот клуб, како и сите останати спортски колективи во градот, се најдеа во една незавидна ситуација, која што многу пати ја споменавме во детали како се одвива и во јавните предпријатија, го видовме како се одвиваше и во основните училишта и средните во образовниот систем, го гледаме и во спортот, а ќе го видиме и во останатите делови. И сите тоа со време, за среќа за кратко време, за година и пол, да се санира. Зошто го велам тоа? За Пелистер да биде повторно интересен за инвестирање, бидејќи оваа приказно спојување и инвестиции се врти повеќе години наназад во сите спортски колективи. Но за тоа да се случи, потребно беше, како што сега го имаме пред нас, платформата и договорот за меѓусебна соработка со приватен колектив, да ги исполни условите. Да биде клуб без долгови, да биде клуб со иднина и да биде клуб со инфраструктура. Тоа за година и пол беше нешто што да се реализира од страна на сегашната управа, која што во наредниот период ќе си има нова управа и која ќе ги среди новите планови. Можам да кажам дека на претходната седница единствен можеби проблем и предлог беше и од навивачката група која што беше спомната во тој период е зелено-белиот дрес. Тоа, почитувана јавност и колеги, е дел од новиот договор. Вметнат е и последниот аргумент или факт кој што поединци го споменуваја и навистина стоеше како предлог. Во преговорите, во овој тек кој што се одвиваја,
се метна и тоа во договорот дека покрај грбот на ракометниот клуб Пелистер, кој што ќе биде официјален грб, за разлика од познавачите од опозицијата кои велеа дека ќе има два грба ракометниот клуб, едниот напред, другиот позади, според нивните информации, тоа ќе можат на официјална пресконференција новиот ракометен клуб Еврофарм Пелистер и Еврофарм Пелистер 2 да ги официализираат нивните дресови со грбот на ракометниот клуб Пелистер, со нивната препознатлива зелено-бела боја и нивната историја од 1954 година. Време на основање на ракометниот клуб Пелагонија, Битола и како не се и што се викал, па преминување во Работник, па по Пелистер и сега во Еврофарм Пелистер и минување на спонзорите во текот на целова историја и ова време кое што ракометниот клуб Пелистер обстојувал пред се во Македонската лига и меѓутоа и на европските надпреварувања. Можам да кажам, а вие почитувана јавност најпоќе знаете, во моментот имаме ракометен клуб кој што исполнет со 19 битолчани првотинци. Тоа допрва ќе биде почеток или тогаш ќе го добие Пелистер вистинскиот снај. Кога не само во ракометниот клуб, туку и во останатите спортски колективи ќе имаме наши спортисти битолчани. Тоа е долг процес во спортот, како и во останатите не постои импровизација. Мора да се работи, да се создава, а за тоа се потребни услови. Среќа што во овие година и пол насоката на ракометниот клуб Пелистер беше директно насочена кон пионерски, кадетски, младински ракомет. За денес да имаме она што се говореше битолски ракометари со договор на ракометниот клуб Пелистер, во кој што ќе не представуваат со успех. И навистина тоа се види и на синокешниот надпревар и на претходните. Лага и манипулација дека Пелистер не успеал, тој се надпреварува веќе во европските надпревари. Минатата сезона успеа да избори учество во ЕХФ купот на надпреварување. Последен пат ракометниот клуб Пелистер во ЕХФ купот учествувал пред повеќе од 12 години. И немал учество освен во Челлендж купот, најнискиот надпреварувачки ранг. Тоа е факт и од тоа не може да се побегне, нити пак да се манипулира. Спортската јавност тоа го знае, меѓутоа и останатата кои што прати барем малку од малку спорт. Со ова, почитувани битолчани, сакам да ви кажам како председател на Комисијата за спорт, меѓутоа заедно со сите останати колеги советници, тоа ќе го признавам. Навистина делуваме за создавање услови за развој на спортот во Битола. Тоа можеме да го видиме и во останатите спортски колективи, за прв пат и во одбојката, во женскиот ракомет, фудбалот веќе го има својот сјај, кошарката, но ќе се надеваме и ќе работиме, не само надеж, да ги развиеме останатите спортови. Училишниот спорт ни е на повеќе од завидно ниво, добро се развива и тоа ќе ни биде пострек, а сигурно и дискусија на некои од наредните седмици. Она што би сакал да го напоменаме е што конечно наместо работите да се раздвојуваат, сега одиме заеднички до еден силен ракометен колектив Пелистер со целосно изградена инфраструктура, која што веќе има, и она што најмногу може да не радува е дека повторно Македонскиот ракометен храм, сега со назив Ракометна сала Боро Чурлевски, повторно ќе биде место на спортски збиднувања од европски ранг, во кој што ќе гледаме и Лига на шампиони, и СЕХА лига, меѓутоа она што најпоќе искрено треба да не гордее нас сите советници и битолската јавност, што конечно ќе имаме своја битолска екипа, моментално се ракометари кои што се сите средношколци, 16-17 годишни деца, кои што навистина се развиваат и очекувам дека некаде при завршувањето на нашиот мандат, на жал, тогаш, бидејќи не се сторило простори и услови за претходно, ќе имаме навистинска ракометна екипа која што ќе ни бидат миленици не само на битолската јавност, туку верувајте како членови на кои што сум убеден на македонската репрезентација ќе бидат миленици на целата поширока јавност.
И тогаш ќе биде тој Пелистер вистински, каде што ќе има ракометари, битолчани, членови на ракометниот клуб Пелистер, предводници на македонската ракометна репрезентација, тогаш дури ќе го вратиме сјајот на ракометниот клуб Пелистер. Но кон тоа ќе мора да се работи. Затоа е и ова платформа во која што потребни се дополнителни финансиски средства, со кои што заедно ќе се вклопат во една целина и во еден правец, да им се овозможат услови. Затоа што добро знаете, секој спорт, не само ракометот, да не зборам за фудбалот, границите се кренати на повисоко ниво, потребата од услови е далеку посебна и создавањето на ракометари и спортисти е веќе професионализам. Не постојат никакви остапки. Затоа, пред се како член на комисијата, советник, граѓанин, дел од структурата на ракометниот клуб Пелистер кој им помагаше во сите овие денови, сакам да им се заблагодарам и вас, колеги советници, се надевам и очекувам дека ќе го поздравите овој чин со гласање позитивно по оваа платформа. И ви благодарам уште еднаш. Благодарам, председателе. Почитуван председателе, почитувани колеги советници, почитувани гости и медиуми, како прво сакам да кажам дека повторно председателе го кршите статутот и деловникот за работа на Советот на Општина Битола, затоа што материјали добиваме 2 дена пред седница, информација дека седницата ќе биде на 10-ти. Тоа е непочитување ниту на општината како институција, ниту Советот, ниту пак нас, советниците. Тоа повеќе не ме изненадува од вас, затоа што како што работите на централно ниво, така работите и на локално ниво. Денес пред нас е платформата за ракометниот клуб Пелистер и од она што можам јас да го забележам, овие 250.000 евра, кои што ќе ги донира Општина Битола и ќе ги вложува пари од граѓаните на Општина Битола, не се толку и дека влогот во тоа е многу поголем. Еве една проста математика, доколку Еврофарм работник би играл во Борис Трајковски, една утакмица е 5.000 евра, до крајот на годината има уште 9 утакмици, значи тоа се 45.000 евра, плюс младите имам информација од Еврофарм веќе тренираат тука, значи салата користат без надоместок, значи пак ќе кажам, влогот е многу поголем од тие 250.000 евра и тоа не се кажува пред граѓаните, пак ќе кажам, тоа се пари од граѓаните на Општина Битола. Кога го презедовте клубот, кога дојдовте на власт, ветувавте дека ракометниот клуб Пелистер ќе игра во СЕХА лигата, ќе нарушите доминацијата на ракометниот клуб Вардар, ракометниот клуб Металург, за потоа во овие изминати години да губите од еден Бутел, кој што е малска екипа, за да на 6 октомври изгубите во Швајцарија, изгуби ракометниот клуб во Швајцарија во полувреме 22-5 и на крајот 39-16, тој еден катастрофален пораз во време кога Општина Битола и вие го раководите со ракометниот клуб Пелистер. Значи, во ваква ситуација никогаш не бил ракометниот клуб, хирушки го умртвивте и во клиничка смрт му го предавате на еден приватник за да може тој да го рехабилитира. Да ве подсетам дека во времето претходно кога беше Стефче Ангјушев тренер, имаше 10 победи, само еден пораз на ракометниот клуб Пелистер. За сега тоа да не го гледаме повеќе. Значи во времето кога вие го водите, гледаме еден беден Пелистер со YouTube странски играчи доста добро платени. Нашите играчи ги бркавте од ракометниот клуб Пелистер. За денес да не беа чкембарите,
да се немаше ниту на името Еврофарм да го додадете Пелистер името, ниту пак да додадете зелената боја. Значи, благодарение на чкембарите, тие се изборија за да добиеме сега ракометен клуб Еврофарм Пелистер. Моето мислење е дека може би, да речеме, дали би размислувале со овие пари што ќе ги донира општина Битола со едно домаќинско работење, со добар тренер, дали не би бил поуспешен брендот на општина Битола, кој што вие го уништивте со ова, према мене, дали јас сум во право и дали вие сте во право, ќе покаже времето. Ви благодарам. Само кратко, јас ќе ве замолам, како советници, да не ги враќаме буќе децата кои и да ги нарекуваме бедни и Пелистер во овој момент, и оние кои играат за Пелистер, затоа што се тие во овој момент кои го држат веќе брендот и ајде ве молам, да не се враќаме и да не ги враќаме. Благодарам. Немојте да ги спиновате моите изговори, моите искажувања, значи никогаш не реков ниту за ракометарите. Јас ја кажав состојбата на ракометниот клуб, до која ја доведовте вие без никаква победа, со многу повеќе пари и сега го продавате ракометниот клуб, значи тоа што го кажувате е тотална невистина и ќе ве молам немојте да ги спинувате говорите. Дали некој може да разговори? Лоши Баджески. Добро слушнавме дека имаме беден Пелистер кој што губи во Швајцарија со бедна екипа и бедна екипа која што губи од Бутел, а колку со зала сите да бедно граѓаните ќе го слушнат, говорот е снимката ќе имат и ќе видат кој е беден, а кој е ракометар и спортисти ги брани броите на свет. Да. Дали некој друг бара збор? Иванчо Баджески. Изговореше. Че Гаврила два пати ме беше на говореница. Во колкав очај ракометниот клуб Пелистер во моментов и во каква состојба се наоѓа, најдобро мислам дека вие, Борче Корлевски, може да ни кажете, преку тоа што ќе ни кажете на кој начин течеше патешествието на гостувањето во Швајцарија. И во какви услови беа, престојуваа таму играчите, како патува и како се вратија назад. Значи, слободно кажете и дали тоа доликува, таквиот однос кон клубот доликува на брендот Пелистер. Само уште неколку реченици во однос на дообјаснување на одредени шпекулации кои се кажа од оваа говорница, без при тоа пак да навлегувам во деталите на договорот, кои се општо познати кај сите. Обврски во значителен износ нема да се јават и затоа се прави книговодственото поравнување. Дали желбата да не се постигне договорот и наоѓањето на мани на тој договор, иако тука многу работи се прецизно напишани. Ние можеме да зборуваме за нашите обврски, што како од буџетот на општина Битола ќе ги платиме, а нашите обврски ќе бидат 15 милиони денари. Ваучерите и другите кои ќе ги добиват тие два ракометни клуба се работи кои зависат од власта,
се работи кои зависат од централната власт и се законски утврдени. Ние за тие ваучери немаме надлежност ниту да расправаме, ниту да ги утврдуваме. Ова што оваа година може би беше, не знам колку 80 или 90 илјади евра, најверојатно година ќе биде 30 илјади евра. Значи тоа е непроменлива сума, ние зборуваме за нашата шума. И една од работите која се шпекулира и се омаловажува, вие знаете, или предпоставувам дека знаете, или некој што ви напиша нешто да прочитате, ви кажал дека има тимови во светот кои вложуваат по 20 милиони евра годишно и досега не станале шампиони во раковет. Например, требаше да ви кажи Пари Сен-Жермен, 3 години по 18 милиони никако да стане. Вардар со 4 пати помалце стана европски шампион. Значи сега ми кажам дека не зависи од вложувањето во парите. Спортот е спорт, некогаш ќе изгубите од најслабиот, некогаш ќе го победите најјакиот. И не можам да разберам го имате договорот и јавно и го скокнувате делот во кој викате кој ни гарантира нас дека го даваме 15 милиони ќе играме во Европа. Значи не постои таква гаранција. Меѓутоа убаво пише во договорот. Општина Битола, почнувајќи од надпреварувачката сезона, во наредните 5 да обезбедува 15 милиони денари по надпреварувачка сезона, доколку Еврофарм игра во европски надпреварување и сеха лига. Што треба повеќе да напишеме, за да овие пари ги даваме кој некој во игра во Европа? И како гарантираме дека ќе игра во Европа? Што треба да напишеме? Значи, тоа е толку јасно и толку прецизно напишано и го шпекулирате сега дека кој ни гарантира дека ќе игра? Никој не гарантира, ама го напишавме во договор, ако не игра таму нема да има пари. Колку појасно да биде напишано од ова колку да биде појасно од она што е напишано во договор. Значи точно е, се зауструваат понатаму. Оваа година клубот игра, го кажав прошлиот пат, меѓутоа мислам дека треба да го повторам. Игра во Лига на шампиони со wild card. И тука играат неколку десетина клубови во Европа. Таков е системот на преварување. Во година најверојатно Лигата на шампиони ќе ги заостри критериумите за учество и ќе го намали бројот на учесници кои играат. Меѓутоа покрај Лигата на шампиони, сеха лигата останува, меѓутоа покрај Лигата на шампиони се формира нова Лига на Европа, во која најверојатно второпласираните тимови од нашето првенство, а некогаш можеби првиот, ќе играат во таа Лига на Европа во која ќе се игра во групи од по 8 учесници од Европа. Можеби Лигата на шампиони ќе се сведи на 12, 15 клуба или 16 клуба. 2 по 8. Таму ќе нема простор да играат екипи кои имаат 1 милион евра буџет. Значи ќе има заострени критериуми за Лигата на шампиони. Меѓутоа овде пишува во договорот сеха лига и европски надпреварување и прочитајте го. Прочитајте го, јасно е напишано кој и како ќе биде. Ревизорскиот извештај, ќе го добиете и то, ќе ги видите и тие работи, ви кажа вчера дека ќе добиете, што се правело, како се правело. И уште една работа, зошто, прашањето, зошто ако немало завршни сметки, немало сметководство, немало архива, ние или општина Битола го презела управувањето на клубот. Требаше да оди под стечај, да не се надпреварува. Што требаше да се направи? Еве прашувам ја, што требаше да се направи? Да нема клуб, да се уништи, да почнеме одново, РК Пелистер, не знам, 2012. Што требаше да се направи во тој дел? Значи, навистина не знам што требаше да се направи во тој дел. И така беше. И поради тоа некои имат и кривични пријави добиле и не знам како ќе оди целот тој процес. Меѓутоа, ако сметате дека требало да се поништи се, тука не се согласуваме и ако се бара навистина причина дека да не се гласа овој договор затоа што е постигнат и затоа што оваа власт го постигнала, разбирам
најдете причината е во ревизорскиот извештај, во ваучерите, во разните шпекулации, во салата, во не знам што, тогаш е од политички агол за мене прифатливо тоа што овој договор не ви се допаѓа, меѓутоа ве молам, она што е напишано во договорот, читајте го правилно и коректно према граѓаните, за да можат да сватат сите што се е во него напишано и што се со него е предвидено. Јас се надевам дека и после 5 години ќе најде некој друг совет, некој друг градоначалник, да најде сила овој договор да го продолжи, бидејќи овозможува она што го рекоа моите претходници, некаква нова ракометна, приказна во Битола, некаква нова спортска приказна во Битола, а верувајте дека Битола ја сака и на Битола му треба ова што денес го правиме. Благодарам. Почитуван председателе, многу инспиративно делувавте и затоа морав да станам. Не сте знаеле што требало да правите во 2017, дали требало да опуштите во стечај, дали требало да го превземите, сега ни кажувате по 2 години? Оти тогаш не ни кажавте. Оти тогаш не ни кажавте дека е таква ситуација. Може би тогаш треба да се бара некое вакво соломонско решение и тогаш да ги извадевме на виделина становите кои ги спомнавте предходниот пат, парите кои се проневериле. Зошто тогаш не ни кажавте? Јас не можам да ви кажам што да правевте. Вие сте власт. Бидејќи од нас ништо секако не прифаќате, јас не можам ни да ви кажам. Само мене не ви интересира. Предходната власт го ништеше клубот. Така ни кажавте на комисија. Нема завршни сметки, нема документација, нема ништо. Тие се 3 години. Наредните 2 години е ова локална самоуправа. Што правеше овие 2 години, што се правеше во клубот. Истиот тренер, што беше во Пелистер, сега е во Еврофарм. Истиот. Да се вратам на другото. Велите, договорот ви беше даен, можевте да го видите. Се сеќавате, јас разбирам зашто сте нервозен председателе, бидејќи точно знаете што прашувам и кои се проблемите овде. Меѓутоа, знам дека денес ќе успеете ова да го изгласате, само да ве подсетам, се сеќавате кога му се смеевме на советниците од ВМРО кои се сликаа во Белведере за договорот за фудбалот, а уште не беше донесен на совет и не беше поминат. Истото се случи и со договорот НЕКНИ. Јас лично прво го видов по медиуми, а после го добив како советник. Или не е исто? Јас мислам дека е истото. Барем од она јас што се сеќавам е истото. Деталите немало да ги образложувате. Деталите се основа. Кажете ми што е она спорно што денес јас го побарав како советник. Само побарав да ми кажете колку пари во моментот должи РК Пелистер. И да биде уште потажно, толку многу ја паднавте дискусијата, зборуваме за милионски суми кои треба да ги плаќа општината, зборуваме за иднина на некој клуб, вие овде се препукувате кој шо рекол на говорница, како навредил и зашто навредил. Премногу ја паднавте дискусијата. Мене ме интересира парите како се трошеле. Колку должи Пелистер и дали во овој момент имате книговодствено усогласување. Ништо друго поќе од тоа не барам. И не знам зошто се враќаме на 2 години, 3 години, што да сте правеле како да сте правеле. Добивте 34.000 гласа на последните локални избори, а сега велите дека некој друг градоначалник ќе го решавал ова по 5 години. Сакате да ми кажете дека
Не се надевате дека Петровска ќе биде истиот градоначалник по 5 години? Ако е така, тогаш навистина е жално после 34.000 гласа да речите дека овој градоначалник нема да решава по 5 години судбината на клубот. Ви благодарам. Значи, колежки Лиевска, ајде да не ви реплицирам од таму или да ви кажам, прво за нервозата, ама Ич, апсолутно не сум нервозен, не сум многу стреген бидејќи ова ќе власиме. Не знам зашто вие сте толку нервозна, не е проблем и да не огласат договорот. Изслушајте ги, работите, како што ги кажуваме, а не како што вие сакате да ги слушнете. И како што ги слушнете. Значи, вчера едно зборувавте, за како беше она непредвидени обврски непријавени, денес нешто друго зборувавте. Денес зборувате за нешто друго. Зборувате за договорот кој бил прво објавен во јавност. Вратете се назад, ќе видите кои одлуки ги донесовме како Совет и кој го имаше прв договор. После тоа објавување на договорот кој ги донесовме како одлуки, ќе видите и ќе ви стане јасно. Се не може на секој да ме учам на секој како треба поведете. Колега Груевски, морам да бидам нервозна, ги трошите парите на битолчани, како прво. А како второ, може би мене ме мешате со колегите од ВМРО на кои му велите дека 10 години не смеат да зборат. Јас не сум од тие што не смеам да зборам 10 години, од исто вака зборував и пред 4 години. И со должна почит на никој не смеете да му речете дека не смее да зборува, бидејќи вашето однесување во моментот наликува на, може би режиме малку мек збор. Јас имам право да кажам зашто бил објавен прво во медиумите договорот па кај нас. Како советник имам право. Не знам зашто толку тоа ве вознемири. И имам право да ве подсетам дека на истиот начин беше промовиран договорот за фудбалот. Меѓутоа вие, прво како председател на Совет, потоа како советник и како колега, не смеете да ни кажувате оттуку кој смее да зборува, кој смее да не зборува, кој не смее да зборува. Бидејќи овде сме сите исти, а и вие сте исто со нас. Така да јас ќе ве подсетувам на секое, се што се случувало и што било исто и сега што е исто. И немам намера за тоа да престанам, за жал. Секоја седница ќе слушате што сте зборувале претходно и што зборувате сега. Ви благодарам. Значи, се е тоа супер, ама прво вие слушате што другите зборуваат, а не она што сакате вие да слушате. Ако сакам да ви кажам разликата, ако е лична перцепција, не ме обвинувајте. Значи, ако сакате да ви кажам разликата што беше тоа што се подпише договорот пред да дојде на Совет, и овој кој се објави, а ние овластивме градоначалничката да преговара за договорот, има огромна разлика. Значи, огромна разлика. Ние овластивме градоначалничката, се постигна некаков договор кој беше јавно објавен. И сега го носиме, па потоа ќе го подпишуваме. Огромна е разликата, многу голема. Сега, ако ја разбирате, разбирате, ако не можем. Дали некој друг бара збор? Борчи Кодевски. Благодарам, председателе. Само поради јавноста, нема причина нити еднаш да се јавам понатаму за збор. Значи, ракометниот клуб Пелистер учествува во ЕХФ купот и патуваше во Швајцарија со автобус. Исто како што Веспрем, една од најбогатите екипи, во Битола дојде со автобус. Исто како што Кил отпатува за Барселона со автобус. Поим за ракомет. Престојува во хотел во Швајцарија, храна, се му беше обезбедено. И што е најбитно, веќе се исплатени тие. Значи, до онолку, колку што ракометниот клуб Пелистер имаше услови и можност. Значи, овој да отпатува и ги исплати, а не како што предходно, јас не очекував од вас вие да го поддржите. Вие гласавте негативни извештаи и блокирани сметки на училишта на јавни предпријатија 12 години. На претходната седмица против гласавте за позитивни извештаи на училишта. И тоа е нормално, мислам, ненормално е во наша држава позитивното да се прави негативно. Но тоа е ваша одлука
Јас не можам да ви се мешам. Јас очекував и побарав од советниците нешто што е позитивно да се поздрави. А наспроти да зборуваме за спортски резултати. Колку информација колешки ракометниот клуб Бутел има 700.000 евра буџет. Ама информирајте се, читајте. Кога нешто зборувате за спорт. Само ви е познато дека е Бутел. Абе далеко еден спортот. Ние како претходно збораме, знаеш од Нигерија некои играле. Абе вложуваат луѓето. Не се информирате, не ги пратите работите. И во однос на ваучерите, добро ви спомна председател, тоа е променлива категорија. Еве моментално младинската, кадетската, пионерската и младинската екипа се први. Тоа е еден од условите за добивање на ваучер кој што владата го додела на Ракометната федерација, фудбалска и кошаркарска, и тие според резултатите ги делат понатаму на клубовите. Но пред се зависност од младинските екипи, младите категории. Значи тоа може да се случи доколку во сите категории Пелистер стани шампион во младински категории, поголем доде буџетот, а може и помал. Ама тоа зависи од развојот на ракометниот клуб Пелистер. И сега што е суштината? Што во претходниот период не имавме ни кадетска, ни пионерска, ни младинска категорија. И сега зборувате за спорт. Слободно, треба да се зборува. Меѓутоа, споредвате резултати, па уште и се спомнува бедни, вакви, такви, а зборуваме за битолчани. Отворете го составот и ќе го видите. Па YouTube играчи биле. Абе тие се наши битолчани каков YouTube играчи. Значи не знаете ни веќе ни што говорите само за да се исплюка нешто. Има простори за политика и за се. Меѓутоа, па во оваа категорија за резултати за спортот. Мислам, треба да задржиме достоинството барем кон нашите сограѓани. Ако ништо друго. Па нашата иднина. Иднина се во спортот тие 16 годишњаци. И вие, ако слушнете некоја информација на Facebook или на социјални медиуми, и ја пренесвате овде како точна информација. А да се информирате, ќе ги добиете навистина точните информации. И тоа ќе зборуваме, можеби и коректно, и ќе донесуваме некои разумни предлози и решенија за развој на спортот. А не рекла казала муавет. Значи тоа е, јас искрено само заради јавноста и тоа го знае. Испрашајте ги ракометарите или стручниот штаб ќе ви кажат. Автобус со највисоки стандарди, веќе исплатен, сместување, веќе исплатено, храна, сите тие работи во Швајцарија. За разлика од претходно кога си имаше долгови останати се, што да ви кажам. И она што го спомнува колешката и Габриела кога се сликавте за фудбалот, иако реално не го пратев тој период. Ние имавме ситуација, ви кажав на комисија за финансии. На 29 го подпишавте акционерско друштво Ракометен клуб Пелистер, на 30 јуни направени спортски прегледи ван сезона. Фактура до Ракометниот клуб Пелистер. На 30 јуни, никој не се прегледва на 30 јуни. Прегледите се вршат на крај на август и на почеток на февруар, во сите спортови. А на 29 го подпишувате, уште не беше ни акционерско друштво формирано. Тоа е документ официјален, не е нешто скриено. Ама, кога сакате негативност, барем не ги мешајте децата во муабетот. Јас разбирам и повторно ќе повлечам. Вие повторно негативно ќе гласате, како за финансиски извештаи, основни училишта, средни, јавни предпријатија. И не очекувам дека ќе го поддржите ова. Затоа треба малце повеќе храброст. Благодарам. Благодарам, председателе. Значи, за да не правиме рекла казала муабети, тука во Советот,
И за да зборуваме со аргументи и за аргументите требаше да ги извадите вие. Значи затоа ја побаравме ревизија. Затоа го побаравме ревизорскиот извештај. Зошто никој да не знае во моментот, вие ќе гласате за, не знаете во моментов колкави се врските што ги превзема општина Битола. И како се работело во изминатите 2 години на нас. Како се форсираа младинските категории? Со тоа што се склучуваа професионални договори? Колку сето тоа го кошташе ракометниот клуб Пелистер? Колку професионални договори беа склучени? По која сума, колку се исплатени од нив? А еве ги кои се успесите на Пелистер. Значи со двојно поголем буџет. Со двојно поголем буџет. Ракометниот клуб Пелистер располагаше изминатиот период. Ајде ги аргументите. Аргументите се кај вас, значи излезете, говорете ги. Дајте да говориме за аргументите. Нивото на дискусија вие го паѓате. Сега се обидувате да спинувате нешто во немој, затоа што немате аргументи. Се обидувате сега да направите спин од нешто што ама никаква врска нема. Никој од вас не говори на темата. Ви благодарам. Зоран Стојшевски. Почитувам председателе, почитувани колеги советници, медиуми. Само неколку реченици и мислам дека изагуваме и од дискусијата која што треба да дискутираме околу договорот. Ќе ве запрашам сите. Колку пари моментално денес вие борчите дома? И колкави се сметките, знаете? Нема да знаете. Значи вечер кога ќе се одите ќе знаете, бидејќи денес дошол поштарот или дошол од Телеком или од Телекабел ви донесол нова сметка. Значи вечер ќе ги порамните сметките, ќе знаете колку пари борчите. Значи ова што денес го зборуваме, велиме ќе има поравнување на денот на потпишување на договорот. Тогаш ќе се знаат колкави се борчовите, тогаш ќе знаете и вие, и ние, и јавноста, и битолчани, и медиумите, и цела Македонија. Значи тука не е ништо спорно. Цело време прашувате колкави се борчовите. Втората работа што сакам да ја кажам, го барате ревизорскиот извештај. Председателот вчера ви каже на комисија, ви каже и денес, ќе го добиете, ќе го добиеме, ќе го видиме. Ќе го видиме ревизорскиот извештај, ќе видиме како работело во минатото раководство, како работело ова раководство, тогаш ќе ги видиме фактите. Денес не дискутираме нешто што не е предмет на овој договор. И третата работа што цело време лебди и цело време прашувате, значи финансиските извештаи. Ќе побараме, ние сме совет и мислам дека ќе ни биде даден извештај за финансиското работење. Тогаш ќе ги видиме сите тие податоци кои што вие ги барате. Значи се надевам, бидејќи општина Битола е оснивач на ракометниот клуб Пелистер АД, дека кога ќе следат извештаите за другите јавни што се формирани од општината предпријатија, ќе следи извештајот за ракометниот клуб Пелистер. Пак ќе ги видиме тие аргументи, ќе ги видиме тие показатели, тогаш ќе дискутираме, тогаш ќе напаѓаме и ќе критикуваме и ќе пофалиме ако работеле домаќински. Ви благодарам. Држа, не да држа. Колега, прво, не можете да споредувате сметките дома со ова. Заради тоа што овде ние не сме дома. Овие пари не се дома кај мене, овие пари се на граѓаните на општина Битола. И не можете да правите таква споредба, дури се чудам како можете да ги споредите. И дома како може да не знаеме колку борчиме? Значи сите знаеме дома колку борчиме и предвидваме ако дојди поштаро да ни донесе сметка. Смешно е што го кажбате. И точно е, тоа е проблемот, што секој кој ќе дојди на власт, со парите на граѓаните се однесува како да му се дома и како да се негови. Тука е проблемот, во право сте. Ке сте ни даеле нас извештај
Кога ќе ни дајте извештај од куќе помини ова, зашто да ни давате од куќе помини ова? Денес, колега, ние треба да гласаме. За да гласаме треба да имаме документи. Треба да имаме извештај и треба да имаме основа заради која ќе гласаме за или против или воздржани. Како ќе видиме ревизорскиот извештај од утре. Денес како да гласаме? Ајде да одложиме седницата ако ни го давате утре. Како може да гласаме без документи? Тоа е цела поента на денешниот мој говор. Дајте документи, а не вие ми велите ќе ви дајме. Зошто не се од куќе помини точката? Денес се носи точката, не се носи утре, не се носи по една недела. И некогаш на вистина треба да не станвате и да ќутите и да оставите, ако помини, нека помини. Уствари, секако ќе помини имате апсолутно мнозинство. Нема потреба од вакви циркузи. Ви благодарам. Зоран Стојчевски. Почитувана колешке, или не се разбираме, или сакате да бидете звезда, мега звезда. Не знам што е, не ме разбравте, мислам дека многу јасно кажав. Значи, на денот на подпишување на договорот, ние не го подпишуваме денес договорот, градоначалничката ќе го подпиши на денот на подпишувањето, ќе има усогласување финансиско. Што ако денес ние добиеме финансиски извештаи кои што по 2 или 3 дена ќе бидат различни од денот на подпишување на договорот? Тоа беше мојата поента. Не знам дали ме свативте, значи затоа споредив домашните сметки бидејќи не знаеме колку е точно. Значи денес имаме една состојба, може по 2 дена ќе имаме друга. Може ќе бидат долговите 0, може ќе бидат 5000 или 10.000 евра. Значи на денот на подпишување и тогаш кога ќе се подпише договорот, нас ќе ни биде на сите јасно што се подпишало. Тогаш ќе видиме и усагласената финансиска сметководствена евиденција. Че така пише во договорот. Ние носиме одлука за да се прифати платформата. Тек после седат другите работи. Мислам дека председавачот на советот беше јасен кога ги кажа тие аргументи овде. Вие или не слушавте, или бевте надвор. Трето нема. И благодарам. Благодарам. Бидејќи никој нема разговор, го заклучувам претресот. Иван Чатошевски. Ви благодарам, председателе. Мило ми е што на крајот признавте дека ќе гласате нешто за што не знаете што ќе гласате. Мило ми е. Мило ми е што признавте дека после 5 години некој друг ќе биде градоначалник и некој друг состав на советот ќе ги решава сите овие проблеми. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој нема разбор, преминуваме на гласање со тоа што морам да ме подсетам, и што не разбравте го гласаме договорот за уредување на капиталната и управувачката структура на ракометен клуб Еврофарм работник АД Битола и ракометен клуб Пелистер АД Битола, јавно доставен до јавноста и до сите советници, и одлуката која треба да ја гласаме е следна. Ја кажав на говорница, треба да ја повторам и од тука. Со оваа одлука Советот на општина Битола го прифаќа договорот за уредување на капиталната и управувачката структура на ракометниот клуб Еврофарм работник АД Битола и РК Пелистер АД Битола и се овластува градоначалникот на општина Битола истиот да го подпише откако писмено ќе биде известен од страна на РК Еврофарм работник АД Битола и РК Пелистер АД Битола дека имаат меѓусебно постигнато сметководствено усогласување на двата клуба. Се задолжува председателот на Советот по подпишувањето на договорот да ја започне формално правната постапка согласно позитивните законски прописи за негова целосна реализација за купопродажба на акции, постапка за евидентирање во централниот депозитар, постапка за промена на називот на двата клуба и се друго што произлегува од договорот до неговата конечна реализација. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. Кој е за, молам да крене рака. За, кој е против? Воздржани? 9 воздржани.
Одлуката за давање согласност на договорот за уредување на капитална и управувачка структура на РК Еврофарм работник Пенестерија, работник АД Битола и РК Пенестер АД Битола е усвоена. И благодарам за присуството, се да е завршена следната седница во вторник